Глушецо со кошницата со ореите. Чита Александар Станојков. Еден глушец живееше во една куќа од една старичка бајаѓи време. Сиромашка бидејќи старицата, одвај можел глушецот да се нарани со трошки од држаниот леп на бабата. При се тоа, глушецот па бил благодарен на таа рана што се ранел, чунки немало у бабата мачка да го ваќа. Арно, ама, штом рекол глушецот сполај Богу, и е донесле на бабата едно мачорче младо, што очите во главата му играле, и уште првата вечер беше го надушило од има глушец во долап од бабата. Таа се острелушило да го бара за да го зграпчи. Завали глушец без да знае оти дошло мачорок у бабата, се излеголо долапо за да бара трошички и туку беше му се пуштил мачорокот да го ваќа. Кога го виде глушецот мачорокот, умрел од страх и уште малце ќе му застанеше да си го вати и да си го изеди. Арно, ама, душа е мила. Веднаш беше се изјазил на греди и по греди трештил да бега како в глава удрен. Глушецот бега и по греди, мачорокот трче по него, бре, овде ќе го вати, бре, онде, беше се превалил во една бакалница што било близу до куќата од бабата. И таман беше дошло до сред дуќан на средната греда и го привтаса. Кога виде глушецот оти ќе го зграпчи мачороко, се врли од греди удолу за да падне во бакалницата, да белким ќе куртулиса душа завали и вистина е куртулиса. За късметот од глушецот да падне во една кошница полна со ореи што била обесена за гредата. Отпустио страф од мачоро, одвај беше се собрал душа завали, душата му трупала во градите. Еле, одвај си дојде на себе си и почнал да зборува сам со себе вака. Ејди ја сиромо, што ќе загинев од проклетио мачор, кај го намери црниот ѓавол да дојди кај бабата, ама зар има нешто да јади у неа? Јас одвај живеав со по некоја трошка ржано, а да мачорот ќе живеет? Никој пат нема аир да видит, само мене што ме распади и да паднам овде во кошницава и да умрам од глад. Оф, јас сиромов што ми било таксире да се умирам од глад. Откога си поприкажа тагата сиромаштиот глушец и си собра душата од страна на мачоро, погледа во кошницата да види што има. Кога гледа, полна била кошницата со ореи. Шуќур, си рекол глушецот. Оти имало Госпој за мене да не умрам од глади. Еве ми полна кошница ореи, ќе си јадам и ќе си живеам. Така рече глушецот и си почнал да си гризи ореи и да си јади. Бајаѓи време живеал со тие ореи, арно, ама, што рекол некој, вади и не клавај, ќе се довади и ќе се изеј. Дошол еден ден што ќе се дојадат сите ореи и глушецот се нашол без јадење. Ден, два, гладувал. Видео ти ќе се умира од глад и се качил на венец од кошницата, та се ватил за ортомчето од кошницата што беше обесена, за да се изјази и да се качи нагреда, та да си оди пак кај бабата. Арно, ама не можел да се качи. Застанал пак на венецот и се уополил удолу во дуќанот. Овде ме пери мене, си рекол со умо, да рипнам и како да е ќе најдам нешто за јадење. Ама високо е. Некај. Треба да рипнам, да и ако се отепам, што од глади да умрам. Така беше си рекол и рипнал в дуќан. Паднувајќи в дуќан беше се замајал малце, арно, ама не беше толку како кога паднал во кошницата од страна на мачоро и станал та се разодил низ дуќан. Кога што да види, брате мил, турли емиши за јадење. Еве кај било за живење, си рекол. Јас берев гајли и жалев за ореите од кошницата, а не знаев оти ќе најдам овде што ми душа сака и од што ми неќе. Ете, како мачорот ја зло да ми стори, за добро ми стори. Има зло за добрина, има добро за зло.